Добродојдовте на денешната пресконференција на тема како да подобри квалификации во соработка со работодавачите, која пресконференција како тема произлезе од заклучокот од последната седница на Националниот одбор за македонска рамка на квалификација на иницијатива на Стопанската комора на Македонија и поддржана од Министерството за образование и наука. Најнапред би сакала да се заблагодарам на присуството на господинот заменик министер, господинот Спиро Ристовски, на државниот советник во Министерството за образование и наука господин Наташа Јаневска и на господинот председател на Националниот одбор за македонска рамка за квалификација Борчо Алексов и би му дала збор на господинот заменик министер Спиро Ристовски да ви се обрати на денешната тема. Почитуван раководител на дирекцијата за други форми на организирање и работење во Стопанската комора на Македонија, госпоѓа Анета Трајковска, почитувани членови на Националниот одбор на македонската рамка на квалификации, почитувани присутни, представници на бизнис заедницата, представници на медиумите, дами и господа. Денешнава пресконференција е посветена на начинот како да се стекнат подобри квалификации и во оваа насока ќе зборувам за реформите и активностите кои Министерството за образование и наука ги превзема во врска со подобрување на можностите за стекнување и примена на образовните квалификации и зголемување на нивната препознатливост. Најпрво сакам да изразам голема благодарност до Стопанската комора на Македонија за поканата за учество на оваа пресконференција, заради тоа што во вклученоста на бизнис заедницата е од особено значење важноста за понатамошна имплементација и успешност на овие активности. Со зголемувањето на важноста на доживотното учење и зголемената потреба за флексибилен пристап до образование и обука согласно потребите на пазарот на труд, се јавува потреба од зголемување на транспарентноста на квалификациите, стекнати формално или неформално во земјава или во странство. Образованието и обуката имаат клучна улога во развојот и промоцијата на општеството засновано на знаење, конкурентност и иновативност, а тоа ни е потребно за да може да одговориме на предизвиците на вкупната глобализација. Пазарот на труд од своја страна има потреба од квалификувани поединци со релевантно образование и обука, кои се засновани на актуелните, но и секако идните побарувања на работодавачите за знаења, вештини и компетенции. Од тука произлезе прашањето како да ги воспоставуваме новите квалификации и како да ги зајакнеме веќе постојните. На национално ниво, процесот резултираше со воспоставување на македонска рамка на квалификации и нејзина имплементација, како основа за да се подготви систем за образование и обука за иднината, според општествениот и економскиот во делот на потребите на пазарот на труд. Со задоволство може да кажам дека во 2013 година беше усвоен Законот за национална рамка за квалификации и беше усвоена македонската рамка на квалификации, во согласност со европската, што представува врска меѓу системите на квалификации на различни земји и инструмент за олеснување на нивната меѓусебна комуникација. Минатата година го формиравме Националниот одбор за македонска рамка за квалификации, кој меѓу другото вклучува и членови на стопанските комори и веќе активно работи и функционира. Важно е да се напомене дека повеќе информации во врска со функционирањето и активностите на Националниот одбор за македонска рамка за квалификации се достапни на веб страницата mrk.mk, каде што исто така може да се најде каталог на квалификациите, кој подоцна ќе прерасне во регистар на квалификации. Македонската рамка на квалификации представува национален стандард кој го регулира стекнувањето и користењето на истите и на поединците ќе им овозможи поголема мобилност како во образованието и обуката, така и на пазарот на труд. Но сега се доаѓа до клучна фаза, кога се поставува прашањето како да заживее македонската рамка за квалификации. Тоа е можно исклучиво само со целосно вклучување на сите заинтересирани страни, а особено значаен придонес за процесот е систематското вклучување на работодавачите. Улогата на работодавачите започнува уште со описот на работното место во нивната организација, што го даваат во изготвувањето на стандардите за занимање преку учество во работните групи,
во развивањето на нови квалификации, со учество како членови на секторски комисии во усвојувањето на квалификациите, со учество во највисоките тела на Македонската рамка за квалификации, како и членовите на Националниот одбор. Би упатил апел до членовите на бизнис заедницата, активно да ја следат работата на телата на Македонската рамка за квалификации, дали преку коморите, во кои што членуваат или директно преку веб страната, и секако во рамките на своите можности да се вклучат, бидејќи само на тој начин можеме да ја заживееме Македонската рамка за квалификации и само на тој начин квалификациите на нашите граѓани поврзани со образованието, обуката и секако пристапот на пазар на труд, не само во Македонија, говорам на европско ниво, можат да станат реалност и да станат достапни. Ви благодарам.